Еве вистинско време и за последниот разговор во ова утринско дружење. На наше големо задоволство во нашето студио веќе пристигна доктор Елка Јачева-Улчар. Добре ни дојдовте и посебно задоволство ми е што ова утро ќе ја промовираме вашата прва книга, првата стихозбирка Има така некои денови, како сите што имаме некои интересни денови во нашиот живот. Честитки. Благодарам. Да. Во ова писание, колку што јас успеав изминативе 15 минути додека се подготвувавме да влеземе во студио, да забележам овде имате ставено на хартија се што ви лежи на срце, можеби не е баш се, можеби во втората ќе биде и остатокот, но како дојдовте до оваа инспирација да на јавноста и на сите луѓе кои ве следиме да ни подарите едно вакво четиво? Па не знам, тоа дојде многу спонтано. Јас од многу малечка пишувам, но имав еден период пауза кога станав мајка, кога требаше да ги терам сите тие професионални работи, магистарска, докторска и така натаму. И сега во последниве години, од кога детето нели ми порасна, стана возрасен човек, ми се случи така што секогаш кога ќе работев нешто од мојата работа, во тие часови на одмор, кои обично се навечер, доцна навечер, ќе напишев по нешто. И тоа ќе го објавев на Facebook и така. Многу од песните се настанети, еден дел од песните се настанети на тој начин, а другиот дел, тоа и го пишувам во една насловна песна во циклусот Рими и ритми, каде што кој што настана едно лето, минатото лето на одмор со мајка ми, прво во Црнагора, а потоа во Велестово. И тие песни тогаш не знам што се случи со мене, значи цел еден месец мислев низ Рими. И сето тоа го ставив на хартија. И последната песна ја напишав на задушница, сега, пролетта, и ја објавив на Facebook и ми се јавува еден другар, кој потоа стана издавач, другар од младоста, исто така поет, Тихомир Јанчовски, и вели, ти крајно време е да објавиш стихозбирка. И јас почнав да се смеам, воопшто не го сватив сериозно. И рече, не, јас сега ќе настојувам. И така, неколку пати ми се јавуваше и на крај ме најде во Црнагора во септември месец и рече, ние нешто се договоривме пролетта, нели? Дека ти ќе објавиш стихозбирка, ти од такво семејство да останеш без стихозбирка, греота е, рече. Греота било вистина, леле колку убави работи има. И затоа си реков, и така, некако сето тоа ми беше во компјутер, јас бев на некоја конференција, седнав едно попладне додека траеше конференцијата во таа некоја пауза, јас токмив, ја испратив кај тој што го правеше преломот со кој се работувам на сите изданија, на исто така многу драг пријател Симе Шандуловски. И така се случи и преломот, и потоа кога дојде редот за корицата, исто така еден пријател, има таа слика ни виси во дневната соба, се вика Прегредка, и од академскиот сликар Трајче Чатмов, кој исто велешанец како и мене. И реков, ете, таа слика ќе биде таму ставена, затоа што таа е преградка меѓу маж и жена. Па сега таа преградка може да биде меѓу моите родители на која е посветена книгата, или преградка моја со сопругот, да. И така. Одлично сработено, и самата корица и се она што е внатре вметнато е навистина нешто многу оригинално. Велестово на љубаво моје село беше една од овие песни кои што јас ги превртував, ги прегледував и ми остави впечаток
дијалектот на кој што е напишано. Ова е на охридски. На охридски, да. Се трудам да биде на охридски. Сега јас не сум охриѓанка, но Велистово е нашето место на фамилијата Јачеви, така едно место оаза за летен одмор. Тоа е едно прекрасно село, не знам дали сте биле некогаш, се наоѓа на падините на Галичица и е на ако е Охрид на 640, ова е на 1080 метри надморска височина, од која се гледа целото Охридско езеро вака како на дланка. И таму 90-тите години почна во тоа село еден поет од тоа село, познат поет Славе Ѓорго Димовски, почна да ги организира Велестовските ноки, поетска една манифестација, и ние така сите разбравме за Велестово. И отидовме таму и видовме дека е навистина прекрасно место. Во тоа време местата во Велестово не беа толку на цена, одеа многу по ефтини пари, и во тоа време уметниците, знаеме како секогаш уметниците живееле во Македонија, дека не биле секогаш многу при пари, но уметничкиот круг во тоа време можеше да си го дозволи да си купи местенце во Велестово. И така тука сега веќе не е таа структура, но во почетокот може слободно да речеме дека Велестово беше една уметничка колонија. Да, ми го раскажувале, за жал, јас се уште не сум го посетила, но во првата прилика би сакала и јас да го доживеам оној поглед кој што велите од озгора се гледа целото езеро. Како жена, научник, истражувач, која што најголемиот дел од својата професионална кариера истражува по јазикот, истражува по сето на кое што е и вметнато и во вашиот магистарски и во вашиот докторски труд. Би сакала да ве прашам за дијалектите. Тие се богатство на еден јазик. Постојат ли дијалекти кои што се во изумирање? Знаете, ако нема говорители, изумира дијалектот, но кај нас во момент, не во државата, не можам да речам дека постои изумирање на дијалектите. Има некакви отклонувања од она што сме го знаеле како дијалектна црта. Сега под влијание на медиумите и на стандардниот јазик, некои јазични црти се насочуваат кон стандардот. За да бидам појасна за гледачите, например, ние во дијалектологијата зборуваме дека во македонскиот јазик постои западно и источно наречје, и една од тие карактеристики на тоа наречје е дека една назална самогласка од стариот јазик дава различни рефлексии во западното и во источното наречје. И по-конкретно низ пример, сега да не навлегува многу во наука, значи во Западна Македонија велат јазик, а во Источна Македонија велат език. И тоа така, ние така сме си го јас тоа така сум си го научила. Но имаше ситуација пред 10 години, кога предавав на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, им кажувам на студентите, вие, значи, вашите другари во Западна Македонија велат јазик, а вие тука велите език, и сите изрипај, не. Баба ми така кажува, велат студентите. Бабите кај нас велат език. Ние си ви кажуваме јазик. Ние не одиме да учиме странски јазик во школа за странски език, за странски езици, туку одиме во школа да учиме странски јазик. Ете, тоа е тоа влијание на стандардот. Инаку, она што ме прашавте, значи во најзагрозени во моментов се нашите дијалекти кои ги имаме надвор од
од границите на Македонија. Пред се го имам бобошчанскиот говор, од тој говор околу Корча, значи тука веќе немаме говорители. За жал, затоа што тоа се говори во кој што се чуваат најархаични јазични црти кои што водат корени од уште од старословенскиот. И исто така во Егејска Македонија нашите говори се веќе нема кој да ги говори, да. Тие диалекти се жал. Не би можела да речам во изумирање, но во една пасивизација која што доаѓа, која што ја има кај младата генерација, сосема е непознат тој идиом, но да речеме среднава генерација се уште, особено по планинските предели, го чуваат уште македонскиот. Во едно ваше постори интервју велите би сакала да живеам во Македонија со среќни граѓани, со многудетни семејства, со ниту еден невработен, со празни затвори. Има ли спас за нас? Знам дека сте жена која и тоа како силно ја љуби, ја сака својата земја и за неа и пишувате неретко. Секогаш мора да постои надеж и мора да има спас. Но мислам дека треба да се ништо не правиме додека не се сопре корупцијата и додека не завладее правдата. Мислам дека многу млади ја напуштаат земјата затоа што се разочарани од системот. Не толку по финансии, колку по достоинство. Да, дури има и такви ситуации кога велат младите, значи голем број на млади кои се излезени од земјава се деца кои потекнуваат од ситуирани семејства. Ова што вие велите не е проблем веќе финансиите, туку велат дека просто им пречи овој загаден воздух, многу им пречи таа партизираност што постои. Ако не си член на политичка партија, ти не можеш да најдеш работување во земјата, така што не можеш да напредуваш во кариерата и така натаму. И таа партизираност, значи, мислам дека час поскоро, и тоа треба политичарите да се свестат дека ваквиот однос особено спрема младите луѓе не води до никаде. Да. Не можеме да не ве прашам за сите овие сериозни блокади кои што ги има Македонија за влез во ЕУ со нашите соседи, со Бугарија. Граѓаните често пати коментираат во нашите утрински емисии кога се вклучуваат во живо дека се изморени, дека се исцрпени, дека треба веднаш да ги прекинеме преговорите, дека нема потреба Бугарија нас да ни кажува како треба ние да се нарекуваме или како треба да изгледаат нашите учебници. И многу често им замеруваат и на нашите историчари затоа што недоволно се можеби поставени нештата како што се поставени и затоа сме дојдени во ова ситуација во која сме. Колку вие како научник сте во спрега и во соработка со бугарските научници и каков став имате вие заедно со нив? Значи, моето искуство е многу различно. Значи, постојат и меѓу нив колеги со кои што многу добро можеме да се разбереме, но постојат и такви кои што просто ве гледаат и ве навредуваат и не можете да се разберете ни да се докажете. Последната случка, например, е многу одамна. Во 2014-та бев на една етимолошка конференција во Брно, во Чешка. Ние сме една од ретките земји словенски, ако не единствена, која што се уште нема етимолошки речник. Сега има во зародок нешто. И една колешка од Бугарија мене отворено ми рече дека ние немаме потреба од етимолошки речник затоа што се што требало да се напише и целиот македонски материјал е обработен во нивниот бугарски речник и тоа навистина е така за жал, бидејќи тие се познати по нивното присвојување. Се што им се
дало, се што сме им дозволиле, си присвоиле, си авторизирале. Кај нив, ако ги погледнете нивните диалектолошки карти, ќе видите дека тие преминуваат цела, значи досегаат до таму до Албанија. Но многу интересно и на север од Македонија, значи целиот тој појас јужно од Ниш. Дека се тоа сите нивни говори. И многу е интересно колку политиката тука има влијание и сето тоа шрафирање на нивните говори завршува на самата граница со Косово, и тоа е многу вака сигнификантно, затоа што тука веќе тие не сакаат да се плеткаат со Америка. Овде се стануваат. И многу е интересно дека воопшто нашата политика, за разлика од нивната, воопшто не се потпира на она што ние го работиме со години во националните институти кои што се создадени за да ја истражуваат, ја проучуваат и ја формираат нашата наука за јазикот, предвид го имам Институтот за македонски јазик, македонската литература, Институтот за национална историја и така натаму. Сите тие договори кои се потпишаа, за жал, од нашите штетни договори, кои се потпишаа од нашите политичари, ќе се рефлектираат пред 7-8 години, се потпишаа без никаква консултација со вас, со нас. Така ние, всушност, со тие договори ја стеснивме и временски, и просторно, и историјата на македонскиот јазик и диалектите на македонскиот јазик, затоа што со тој договор со кој е потпишан, македонскиот јазик се простира и е така еден уникатен јазик во таа смисла, се простира само во државните граници на Македонија, што е нонсенс. А исто така, и кога велам историја, се согласивме некако со таа еднострана изјава како беше, дека историјата на нашиот јазик започнува од 45-та година, што е исто така еден голема катастрофа. Голема катастрофа, да, тие потписи ставени на тие штетни договори и многу долгорочно ги усложнуваат работите и не би ни сакала да ве прашувам за прогноза до каде ова се вака ќе оди, со оглед на тоа што и немаме времено, не можев, простете, не можев да не ве прашам за ваше мислење на темава, иако го знаев одговорот. На крај, уште еднаш се навраќам на вашата прва стихозбирка, која се надевам дека нема да остане само една и дека ова некако го отклучи патот за пишување, посебно сега и во оваа возраст, ние сме генерација, велат дека најмудри сме сега во овие години, во второто полувреме од животот. Ви посакувам да има уште многу писанија, дали ќе биде тоа проза или поезија, сеедно, сигурна сум дека ќе добиете инспирација за уште многу нови дела. И со задоволство ќе ги промовираме во нашата утринска програма. Каде ќе ја има стихозбирката да се набави, да се купи? Па дадени се примероци во две книжарници, 3 во низ градот. Мислам дека сега се сеќавам само на 2, во книжарницата на Или и Полица, тие се тука на потегот околу плоштад Слобода, на времето домот на градежниците. Таму можете да се купат, а промоцијата сега ќе биде в четврток во 19:30 часот во музејот на
македонската револуционерна борба. Влезот е слободен? Влезот е слободен, да, стихови ќе чита нашата позната актерка Ирина Илиевска, а во музичкиот блок ќе настапи нашиот познат кларинетист Благој Ламњов. Секоја чест за изборот на гостите. Значи четврток 19 часот Музеј на македонска револуционерна борба, влезот е слободен, сите љубители на убавиот збор. Да, и заборавив, се извинувам, промотор ќе биде издавач Тихомир Јанчевски, а промотор ќе биде деканот на Филолошкиот факултет доктор Владко Мартиновски. Одлично, ги поздравувам сите, верувам дека ќе биде настан за паметење. Сите збороосуденици, сите љубители на убавиот збор ве покануваме во четврток во 19 часот. Ви благодарам многу што бевте наша утринска гостинка и посакувам со уште многу дела повторно да се сретнеме. Ви благодарам и јас вам за поканата. Честа е моја.